Приказните на жените често останувале на маргините на историјата. Новиот туристички водич, откривајќи ја нејзината историја, има за цел да ги направи видливи токму тие приказни, преку мапирање на локации поврзани со женското движење, културата и општествените промени. Овој водич дефинитивно се разликува од другите туристички водичи затоа што отвара, односно ги става на мапа приказните кои што долго време биле игнорирани или на некој начин заборавени. За разлика од класичните туристички водичи кои што прикажуваат одредени, да речеме, локации, различни споменици, се фокусираат на архитектурата, овдека се фокусираме, значи се дава предност на женската перспектива. И се представуваат жените како креаторки на историјата, на културата, на општествените промени, се прикажува колку во голема мера можам да кажам рамо до рамо биле присутни со мажите во градењето на општеството и во сите историски процеси во минатото. Овој водич не само што информира, туку и поттикнува на размислување кого општеството избрало да го памети, а кого да го заборави. Начинот на кој што ја раскажуваме историјата е всушност ни ја гради денешната перспектива за општеството, да видиме кои сме, каде сме во општеството. Врз основа на тоа што сме го слушнале за историјата и за историските процеси, улогата на различни луѓе, дали биле мажи или жени. Врз основа на тоа ја градиме нашата слика, каде сме денеска, кои сме денеска и што сме придонеле да бидеме таму каде што сме. Значи, многу долги години придонесите на жените биле маргинализирани. Признавањето на тој придонес на жените во нашето општество значи всушност создавање место, значи, се прават видливи, се препознаваат, се признава нивниот удел во општеството и им се отвара простор над младите девојки, она што го кажав претходно, на новите генерации девојки да се препознаат себе си како активни читатели на општеството. Во создавањето на водичот активно учествувале млади од Македонија, Србија и Албанија, како истражувачи, автори и раскажувачи на приказните. Да ги вклучите младите во изработка на ваква публикација е клучно, затоа што доколку не го сторите тоа, тие нема да чувствуваат одговорност, ниту собственост на сето она што го пишува во водичот. Тие беа истражувачи, тие се автори, тие се самите раскажувачи на приказните. Внатре кога ќе го отворите, ќе видите како автори се наведени самите млади кои што работеа. Самиот проект, да дадам малку контекст, опфати прво нивно обучување во сите овие области. Значи, детално им беше објаснато и имаше различни сесии интерактивни, каде што им беше приближен самиот концепт на културно наследство, што значи, какви видови има, како да се гледа, како да се истражува. Се зборуваше многу исто така за родовата еднаквост, за да се даде таа женска перспектива. Се зборуваше и за предприемништво, затоа што водичот се гледа исто така и како извор на нови младински иницијативи, доколку сакаат да се активираат и да го работат како идни водичи. И се работеше исто така на маркетинг во однос на тоа како да се промовира ова што ива денес како правиме, например, за да јавноста се запознае дека постои во моментот вакво нешто и може да се користи. Ние стварно, еве и во оваа прилика ги повикувам сите млади кои што сакаат понатаму да се вклучат во промовирање и во работење на самите тури од водичот, слободно нека се јават во Хера, нека ме побарат, ќе ми биде многу големо задоволство да ги вклучам во групата. Така што можам да кажам дека во самиот проект околу 100 млади беа вклучени. Значи, освен таа обука, потоа имаше по минимум 3-4 работилници во секој од градовите, ментори работеа со младите, имаше многу повеќе идеи од оние што се внатре во водичот, што ни остава простор за второ издание, кое што ќе го прошириме со нови локации, со нови градови можеби. Младите беа воодушевени на начинот како им беше сето тоа представено и друго е кога вие го читате во книга, друго е кога ќе излезете по улиците на Скопје или ќе истражувате малку, па ќе дојдете до некои имиња на битни личности во историјата што се жени, а ќе видите дека во вашиот град нема никакво обележје за нив. Водичот опфаќа локации од Скопје, Белград и Тирана.
од историски значајни места до современи простори на отпор и заедништво. Заеднички со младите ги избравме. Имате тука некои кои што се типично препознатливи, можеби познати, меѓутоа доколку го разгледате ќе видите дека има и многу простори или не знам културно наследство кое што е препознаено од младите после нели тоа менторирање и водење низ процесот и осознавање на концептите на историја, на културно наследство, на феминизам, на женски права и така натаму. Покрај туристичкиот ресурс, водичот представува и едукативна алатка која нуди поинклузивен и родово сензитивен пристап кон историјата. Јас би им порачала да не чека друг да ја раскаже нивната приказна. Значи, многу е важно самите да раскажат својата приказна и да инсистираат да бидат дел од оние современи текови. Да истражуваат, да прашуваат, да преиспитуваат. Значи, не се што ќе ни се пласира е вестинито и точно. Историјата е порелевантна ако се вклучат приказните на сите оние кои што учествувале. Кога ќе ги видите историските читанки, мачките фигури преовладуваат, па можам да кажам во 90%. Колку е возможно да навистина целиот историски процес и напредок бил во рацете на мажите. Тоа е невозможно. Значи, тоа преиспитување обавезно, препорачувам да го имаат младите, затоа што нивниот глас, нивните идеи, нивната енергија можат само нашето општество да го направат поинклузивно и поправедно. Проектот е дел од регионална иницијатива за зајакнување на младите и зачувување на феминистичкото културно наследство, со јасна порака дека историјата е комплетна само кога ги вклучува сите.